често пати децата не се ни свесни што се случува, бидејќи самата grooming, како што се вика, процес е постепен и многу манипулативен. Лицето кое што од спротивната страна на мрежата постапува многу со внимание и најпрво стекнува доверба кај детето и ги таргетира на некој начин оние деца кои што се со помала самодоверба, помали контакти, близина со родители и помали контакти со врсници. Како ги препознавате случаите на груминг, бидејќи рековте дека децата можеби нема ни да бидат свесни, а некој треба да препознае од страна? Така, тоа се препознава преку видливи реакции на детето. Најпрвен преку тоа што самото дете многу повеќе време ќе посветува на социјалните мрежи. Потоа видливо ќе се смени неговото однесување, како добива некои подароци за кои што самото не ни кажува од кого се и зошто се тие подароци. Многу повеќе време поминува пред екранот и исто така се повлекува и ги крие неговите социјални мрежи, да